Полисите за осигурување на земјоделските посеви што ги нудат осигурителните компании не им вршат работа на струмичките земјоделци, вели Ристо Велков, председател на Синдикатот на земјоделци од Струмичкиот регион. Според него, полисите за осигурување не ги покриваат ризиците од некоја штета во вистинскиот период. Како што вели Велков, пролетните мразеви настануваат кон крајот на месец март или почетокот на април, а осигурувањето од овој ризик е во првата половина на март. Ова е една од причините што се помал број земјоделци го осигуруваат родот од природни катастрофи. Мислам дека и самите земјоделски што не ги осигуруваат посевите се во право, бидејќи треба да се седне на маса и да се дефинираат самите мерки од кои осигурителните компании ги осигуруваат посевите на земјоделските производители, бидејќи низа од мерките против кои треба да се осигурат посевите не ги опфаќа оние култури во дадениот период кога настануваат штетите, така мислам дека е неминовно промена на самата законска регулатива и кога ќе дојде од тоа, мислам дека интересот кај самите земјоделски производители ќе биде голем. Еве да пример, осигуровката од мразиви е во март месец, а сведоци сме до првата половина на март месец, а сведоци сме дека низа од мразивите настануваат во втората половина или во почетокот на април месец. Затоа мислам дека е неминовно седнување на маса од надлежните институции и разгледување на таа ситуација и да се преземнат соодветни мерки кои што ќе одговараат и на самиот земјоделски производител, а не само на осигурителните компании. Од осигурителните компании велат дека полисите за осигурување што ги нудат не се само за еден ризик. Тие нудат пакети со кои покриваат повеќе штети. Па така ризикот од пролетни мразеви оди заедно во пакет со други ризици. Во однос на тоа е само еден од ризиците кои ги покрива полисата за осигурување. Меѓутоа, луѓето кои прашуваат за овој вид на осигурување, тој за овој ризик, тоа е пролетен мраз, ги исклучуваат другите ризици. Они сакат да добијат покритие само за пролетен мраз и очекуваат дека тоа нема многу да ги чини. Меѓутоа, скоро сите, да не кажем сите осигурителни компании нудат пакети на осигурување во кој е и тој ризик офатен. Сега, дали цената на тие пакети е прифатлива или неприфатлива за нашите клиенти, тоа треба низ еден разговор, низ правење на понуди да им се каже, објасни и така натаму. За да не претрпат големи штети, неопходно е земјоделците да ги осигуруваат посевите или пак да вложуваат во агротехнички мерки, кои можат да ги ублажат последиците од елементарни непогоди. Државата веќе неколку години наназад субвенционира 60% од трошоците за осигурување на земјоделските посеви.